Почитувани родители, драги наставници и ценети гости. Добре дојдовте на нашиот штанд на знаења по повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Ден кој се одбележува под покровителство на УНЕСКО и кој не потсетува на значењето на јазичната разновидност и значењето на мајчиниот јазик. Денес нашиот штанд е вистинско патување низ знаењето од јазик и литература, преку математика и природни науки, географија и историја, па се до уметност и странски јазици. Секој предмет носи своја приказна, но сите заедно не учат на едно исто дека јазикот е темелот на секое знаење. Преку мајчиниот јазик учиме да читаме, да пишуваме, да размислуваме и да ги изразуваме нашите идеи, чувства и соништа. Тоа е нашата прва врска со светот, со семејството, со традицијата и со културата. Без разлика дали решаваме математичка задача, правиме хемиски експеримент или анализираме литературно дело. Јазикот е алатката со која го разбираме и објаснуваме светот околу нас. На овој штанд ќе имате можност да ги проверите вашите знаења преку интереси, прашања и квизови, да учествувате во јазични игри и предизвици, да откриете факти од различни наставни предмети и пред се да ја почувствувате убавината и моќта на мајчиниот јазик. Да го негуваме нашиот јазик, да го збогатуваме со нови знаења и да го користиме со љубов и почит. Зашто јазикот не е само средство за комуникација, тој е дел од нашиот идентитет. Нашата директорка, Сузана Дерманџиева, која со својата посветеност и визија придонесла мајчиниот јазик да биде негуван, почитуван и жив меѓу нашите генерации, ќе ни се обрати со своја пригодна порака. Да поздравиме со еден голем аплауз. Почитувани ученици, почитувани родители, гости, особена чест и задоволство ми е што можеме да се представиме со штандот на знаења, на кој се гледа трудот, знаењата на нашите ученици и посветеноста на нашите наставници. На учениците им честитам за нивниот труд и вложување, а на наставниците им благодарам за нивната посветеност и поддршка. Сега сакам да уживаме во нашиот штанд на знаење, бидејќи инвестицијата во знаењето е најголема инвестиција за иднината. Ви благодарам многу. Да започнеме со јазиците, клучот за комуникацијата со целиот свет. Замислете дека во нашиот град пристигнува турист кој не го зборува нашиот мајчин јазик. Тој е изгубен и му е потребна помош. Во таков момент, мајчиниот јазик е првиот со кој се обидуваме да помогнеме. Но токму познавањето на странските јазици ни овозможува вистински да се разбереме. Преку кратка драмска ситуација со изгубен турист, учениците ќе ни покажат како македонскиот, англискиот, италијанскиот и францускиот јазик се користат како за мост за комуникација меѓу луѓето. Здраво, јас сум турист и патувам низ Европа, за да научам нови јазици, да запознавам нови луѓе и нови култури. Но мислам дека се изгубив. Немам идеја каде сум. Ајде да видам. О, јас сум во Македонија. Здраво, можете ли да ми помогнете? Здраво, добре дојде во Македонија. Многу ми е мило. Сакам да научам неколку зборови на македонски јазик. Секако, слушај внимателно. Благодарам. Благодарам. Пријател. Пријател. И училиште. Училиште. Благодарам за помошта. Македонскиот е многу убав јазик. Се гледаме. Вау, сега сум во Италија. Ciao, benvenuta in Italia. Io sono Elena. Ciao Elena, io sono Jovan. Piacere, come stai?
Buongiorno, Grazie. grazie, Amico. amico, grazie mille. Italia è bellissima. Arrivederci. Bonjour, сега съм във Франция. Bonjour, bienvenue en France. Je m'appelle Anastasia. Je m'appelle Jovana. Comment ça va? Ça va bien, merci. Voici quelques mots au français. Merci, Merci, ami, ami, école. école. Le France est très beau. Ouh là là, au revoir. Finally, England. Hello, welcome to England. What is your name? My name is Jovana. Nice to meet you. I'm Yana. Nice to meet you too. I want to learn some English words. Oh, that's easy. Repeat after me. Friend, Friend, book, book, teacher. teacher. English is a very interesting language. Денес научив зборови на 4 различни јазици. Сватив дека јазиците се различни, но сите не поврзуваат. Благодарам, грације, мерси, thank you за ова прекрасно патување. Јазиците го поврзуваат светот. Денес живееме во време кога технологијата зборува со нас, учи од нас и ни помага секојдневно. Но дали сте се запрашале како функционира вештачката интелигенција? На штандот по информатика учениците преку краток разговор и презентација ќе ни покажат што е вештачка интелигенција, каде ја среќаваме во секојдневниот живот и како таа ја користи моќта на знаењето и јазикот. Ве покануваме да го посетите штандот по информатика, да поставите прашања и да ја откриете како технологијата ја обликува иднината. Кој ја насликал оваа слика? Човек или компјутер? Здраво на сите! Денеска ќе зборуваме за нешто многу интересно. Ќе зборуваме за слики. Ќе научиме како да разликуваме која слика е нацртана од човекот, а која слика е направена од компјутерот. Со помош на нешто што се вика вештачка интелигенција или AI. Ајде да започнеме. Што е слика направена од човек? Оваа слика што ја гледаме ја направил човекот. Кога човек слика или црта, тој користи свој раце, мозок и чувства. Секоја линија, боја и облик доаѓаат од неговата имагинација и вештина. Карактеристики на сликите направени од човекот се често имаат уникатни работи. Може да забележиме мали грешки, интересни потези со четка или бои кои изгледаат посебно. Тие секогаш ќе покажуваат личноста на уметникот. Што е AI креирана слика? AI креирана слика е слика што ја направил компјутер. Компјутерот не црта со раце, туку користи специјални програми и многу информации за да создаде слики. Ние му кажуваме што да направи, а тој го прави тоа многу брзо. AI сликите најчесто изгледаат совршено, без грешки. Тие понекогаш може да имаат чудни или нереални детали, како работи што не се вклопуваат или премногу прсти на раката. Тие можат да бидат многу креативни, но сепак не доаѓаат од човески чувства. Ајде да споредиме. Кој од овие слики мислите дека е насликано од човекот? Токму така, третата слика е насликана од човек. Зошто е важно да ја знаеме разликата?
Важно е да знаеме која слика како е направена, бидејќи и двете се корисни. Човечките слики ни покажуваат чувства и уникатни идеи. AI сликите се брзи и можат да ни помогнат да направиме многу слики за кратко време. Сега имаме уште неколку примери да споредиме која слика е направена од вештачка интелигенција, а која од луѓе. Што мислите? Првата слика дали е направена од вештачка интелигенција? Точниот одговор е дека првата слика е направена од човекот, а втората од AI генерирана. Овде можеме да забележиме дека сликата горе е направена од човекот, а сликата долу од компјутер. Разликата е во тркалата на скејбордот и буквите кои се испишани на кантата. Ликот на девојката и слично. Во овој пример што мислите? Дали првата слика е креирана од AI? Точниот одговор е дека првата слика е креирана од човекот, а втората од AI. Тоа можеме да го забележиме бидејќи во втората слика е перфектно направена, премногу е мазна, а во првата слика можеме да видиме дека има потези од четки и убаво се направени боите. Заклучокот е дека и човекот и компјутерот можат да прават прекрасни слики. Сега знаете како да ги разликувате. Важно е да ја цениме креативноста на луѓето и да ги искористиме предностите на новата технологија AI. Драги наставници, родители и соученици, сега е време за нешто особено интересно, разиграно и поучно. Преку куклена представа, најмладите ученици ќе ни покажат како со помош на зборот, приказната и фантазијата може да се учи, да се дружи и да се пренесуваат важни пораки. Ве покануваме да уживате во нивната креативност и да ги поддржите со еден голем аплауз. Леле, колку снег паднал, се е бело како шекер. Дедо, цело село е под снег. Ха, ова е вистина зима, бабо. Ајде сега да ги собереме нашите другарчиња и да видиме дали се добро нашите животинчиња. Така е, зима дојде, а со неа оди и студот. Но ние знаеме што да правиме, да се почитуваме. А што велиш да направиме една зимска журка со нашите другарчиња животинчиња и да ги стоплиме детските срца кои не следат? Бе, аз ја сакам зимата, си имам волено палтенце. Бе, јас имам волна, ама јас и другари сакам. Мене ми е ладно, ама топло во душата, што сум со вас. Му, јас сакам топло млеко. Му, кога е ладно, убаво е некој да те праша како си. Точно, зимата не учи да бидеме добри. Poeta, ke naučam jas, ako
Квак, квак, лизгам по мразот, ама внимавам да не летнам. Квак, езерото е замрзнато, а јас внимавам да не летнам. Но и ако летнам, знам дека вие ќе ме кренете. Вие сте вистински другари. Јас трчам по снегот, гледајте ме. Трчам и внимавам да не летнам со моите шепи, а може и морковот да го снема. А знаете ли дека за малку ќе ме најдеше ќотек во градината на дедо Коле? Му го украдов еве овој морков. Точно, зимата научи да бидеме внимателни. Зима, зима, ладна си, ама срце грееш ти. Со другари рака в рака, зимата е песна без мака. Зима, зима студена, но душата ни е топла. Со насмевка и со збор, светот станува подобар. Кој прави врева? Јас сум во зимски сон. Зимата е тивка. Спи мирно, ние ќе те чуваме. Јас одам во зимски сон и ми е мило што имам пријатели. Ми треба топлина и тишина. Уф, кој ме вознемирува? Кој прави журка? Јас сакам да пеам пред да заспиам. Ура, мечката ќе пее. Журка е шумска, во зима со баба и дедо. Јас сум голема и силна, ама и јас имам срце. Секој има нешто убаво во себе. Уф, уф, тап, туп, зимска журка, бум, бум. Хоп, хоп, плес, плес, зимата е вистински стрес. Не, зимата е радост, смење, другарство и пење. Што научивме денес? Дека заедно е најтопло. Дека другарството не мрзне. И дека песната го грее срцето. Кога е ладно, пеј. Кога си сам, пријател најди. Зимата е убава, кога љубов има. Кога си добар и помагаш, зимата не е тешка. Да си помагаме, да се почитуваме. И секоја зима ќе биде радосна. Со нашата журка, кога сме заедно, и зимата не е ладна. Почитувана публико, ви благодариме што денес бевте дел од нашата куклена представа со учениците од подрачното училиште село Горобинци. Вашиот аплауз и насмевки ни значат многу и ни дават храброст да продолжиме да твориме и да се усовршуваме. Математиката зборува на свој посебен јазик. Јазикот на бројките, логиката и точните решенија. Ве покануваме да го посетите штандот и да откриете дека математиката може да биде интересна и забавна. Добро, кажете ми искрено, како некој што живеел пред 2600 години може да не биде интересен денес? Затоа што тој е еден од првите математичари во историјата, Талес од Милен. Роден поминет во античка Грција, бил филозоф, астроном, математичар, трговец. Вистински себоен човек. Значи не бил некој што само цртал триаголници во песок. Баш напротив, толку од тие триаголници започнала геометријата. Дори го предвидел за станувањето на Сонцето 585 години пред нашата ера. Чекај, го изгубил! Само со наблюдување и наблюдување. Открил и дека рамните при основата на рамниот триаголник се еднакви, дека диаметрот го дели кругот на половина. Човекот очигледно не се досадува. Талес открил дека во триаголник е пише по круг и едната страна е диаметар, аголот против него е прав агол. Значи кругот гарантира прав агол. Да, и тоа денес го учиме како Талесова теорија. Талес ни покажа дека со наблюдување и пресметување може да се измери највисоката градба во светот. Во времето кога живеел Талес, највисоката градба била Кеопсовата пирамида и тој се запрашал колку ли било високо. Што направил, се кажа на неа? Не, туку заклучил дека ако земе стап и направи круг во
Значи со сенка измерил нешто високо 147 метри. Ние денес имаме од калкулатор, имаме се од калкулатор до вештачка интелигенција, но повторно се жалиме. Каде си покажал дека со умот можеме да ги измериме и најголемите работи. Математиката е наука што ни помага да го измериме светот. И изненадувања. И посетете го штандот по хемија, каде учењето станува вистинско доживување. Денес ќе се запознаеме со природните идентикатори. Во старото време, пред да се појават модерните лаборатории и синтетичките хемикали, луѓето гледале природата како лабораторија. Пред да се истакне pH вредноста, тие користеле природни идентикатори. Научникот Роберт Бойл забележал дека соковите на одредени растенија се менува бојата, а тоа било поради бази и киселини. Еден од најпознатите природни индикатори бил лакмусот, кој што се добива од лишеви и тој се уште се употребува во училиштата. Преку лакмусовите хартии на часовите учиме можеме да откриеме дали се работи за базен или кисел раствор. Сега ќе направиме раствор со натриум хидроксид и хлороводородна киселина, каде што натриумот хидроксид ќе добие различна боја. Можеме да приметиме дека кај натриумот хидроксид добиваме сина боја, а овде имаме црвена. Индикатор можеме да добиеме кога и од црвена зелка, кога ќе иситнеме и потопиме во топла вода. Овде имаме индикатор од црвена зелка и оцет, кога малку оцет ќе го помешаме со неколку капки од индикатор. Добиваме розово црвена боја, бидејќи затоа што индикаторот црвена зелка реагира на киселини и бази и менува бојата, ја добива од pH вредност. Сега јас ќе ви прикажам еден експеримент со овој индикатор од црвена зелка и сода бикарбонат. Пред да го започнам експериментот, да ви објаснам дека во овој индикатор има пигменти, односно антоцијанони, кои што ја дават оваа темно сина боја и pH вредноста овде е висока. Кога ќе ставаме од индикаторот во сода бикарбонат, можете да забележите дека овде бојата од темно сина преминува во светло сина, затоа што овде сода бикарбоната е слаба база и
и содата бикарбона ја неутрализира бојата. Во ова чаша имаме натриум хидроксид, кој е база. И со додавање на индикаторот црвена зелка ќе добиеме зелена боја. Замислете дека пред нас има мал пламен со кој за да почне да горе треба да се додаде кислород. Во овој експеримент ќе го создадеме гасот јаглерод диоксид преку реакцијата на сода бикарбона и оцет. Овој газ не го поддржува горењето и кога ќе го доближиме до пламенот ќе згасне. Со овој експеримент ќе видиме дека хемијата има големо влијание врз нашата безбедност и дека националните принципи може да се употребуваат во секојдневниот живот. Па да започнеме со експериментот. За него ќе ни биде потребно шише вода, епрувета и свеќа. Во шишето вода има сода бикарбона, во епруветата има оцет и со мешање на овие две супстанции се ослободува јаглероден диоксид кој ќе изгасне свеќето. Дали знаете кој орган работи без пауза од првиот до последниот ден од нашиот живот? На штандот по биологија учениците ќе ни го представат срцето, органот што ја движи крвта, животот и енергијата во нашето тело. Преку модели и објаснување ќе дознаеме како работи срцето и зошто е важно да се грижиме за нашето здравје. Ве покануваме да го посетите штандот и да го слушнете ритмот на животот. Ние сме млади биолози и денеска ќе зборуваме за циркулаторниот систем, неговата функција како и за деловите на срцето. Циркулаторниот систем уште се нарекува и крвоносен систем и тој има функција да ја движи крвта низ деловите на телото преку крвните садови. Деловите на циркулаторниот систем се крвни садови. Тоа се вени, артерии и капилари. Друго од деловите на циркулаторниот систем е срцето. Срцето е шуплив мускулен орган кој се наоѓа во средоградието на белите дробови и во градниот кош и тоа е свртено кон левата страна со врвот и затоа отчекувањето на срцето го слушаме на левата страна. Неговите ѕидови се изградени од 3 слоја. Надворешниот слој на срцето е наречен перикард, средишниот мускулест слој на срцето е наречен миокард и внатрешниот слој на срцето е наречен ендокард. Сега ќе ве запознаеме со внатрешната градба на срцето. Нашето срце на надолжен пресек е поделено на десна предкомора и десна комора, на лева предкомора и лева комора. Помеѓу коморите и предкоморите имаме залистоци или клапи кои што спречуваат крвта да се врати назад од коморите во предкоморите и се отвараат кога таа треба да помине од предкоморите во коморите.
Во крвоносниот систем сите артерии носат оксидирана крв или крв богата со кислород, а сите вени носат редуцирана крв или крв богата со јаглеродиоксид. Белодробната артерија носи крв, редуцирана крв, а 4 белодробни вени носат оксидирана крв. Најголемата артерија е ортата, која што почнува од левата комора на срцето и носи кислород и хранливи материи до сите ткива и органи во телото. Работата на срцето ја делиме во неколку фази и сите тие заедно траат 0,8 секунди. Тоа е едно отчукување на срцето. Првата фаза е стегање или контрахирање, се нарекува систола. Втората фаза е опуштање, олабавување, се нарекува диастола. И третата фаза е фаза на одмор, каде што предкоморите и коморите на срцето се полнат со крв. Сега ќе се запознаеме со деловите од срцето преку едукативна игра. Ајде да започнеме. Тука се наоѓаат белодробните вени. Тука доле е десната комора. Тука се наоѓа левата предкомора. Горе е горната шупла вена. Тука е белодробната артерија. Ова е миокардот или срцевиот мускул. Десната предкомора, врз десната комора. Тука се наоѓа долната шупла вена. Аортата, најголемиот крвен сад. Еве ги залистоците или клапите. И на крај левата комора. Следува нешто што бара внимание, концентрација и добро размислување. Нашата ученичка Илијана Велева ќе ни одржи кратка презентација во која ќе ни објасни шахмат позиција и ќе ни покаже како со правилен потек може да се заврши една шаховска партија. Ве покануваме внимателно да ја проследите презентацијата и да ја поддржите Илијана со аплауз. Денеска ќе видиме една шаховска партија во која ќе видиме шахматна позиција во неколку потези во која белиот ќе го победи црниот. На почетокот на играта белиот има многу опции да одигра потек, но тој го одбира потегот D4. Потоа црниот исто така го одбира потегот F5. Белиот со намера да ги развие фигурите го игра потегот ловец на G5. Црниот сака да го избрка тој ловец, бидејќи е активен, и белиот го враќа на полето H4. Црниот продолжува со својата намера и го игра потекот G5. Белиот има единствено поле и го игра на G3 ловецот. Црниот ја завршува својата намера и го заробува белиот ловец со што го игра потегот F4. Во овој момент црниот е многу подобар, бидејќи во следниот одигран потек тој ќе освои фигура и ќе биде фигура повеќе. Но во овој момент белиот смислува една мала тактика во која го игра потегот E3 со што спрети мат со дама на H5 на црниот крал. Црниот тоа не го гледа и го зема ловецот на G3, после тој потек белиот игра дама на H5 и го победува црниот. Сега да покануваме на патување низ времето и простор, на штандот по историја и географија. Ќе го запознат со Ели, земјата на фараоните, со неговите величествени пирамиди, како и со нашата Македонија, нејзината историја и географско положение. Преку прикази и интересни факти ќе откриеме како минатото и просторот ни помагаат подобро да го разбереме светот денес. Ве покануваме да го
на културата. Тоа е познат по Колосеумот и се бележи дека сите главни патишта водат кон него, бидејќи што во античко време тој бил познат по културата и сите патишта започнуваат и завршуваат во Рим. Македонија се наоѓа во Европа. Позната е, има богата историја и култура, позната е по планините и езерата и во 1991 година била самостојувана. Дали знаете како силата на ветерот може да се претвори во енергија? На штандот по физика учениците ќе ни покажат како работат ветерниците и како преку законите на физиката ветерот станува корисен извор на енергија. Преку модели и објаснувања ќе видиме како науката ни помага да ја заштитиме природата и да создадеме нова иднина. Ве покануваме да го посетите штандот по физика и да ја почувствувате моќта на ветерот. Во денешно време се повеќе тажнееме да се используваат обновливите извори на енергија. Ветерните електрани го користат ветерот за производство на електрична енергија. Перките од ветерните турбини се дизајнирани за максимално да може да го искористат ветерната енергија. А тие се изградени од лесни и отпорни материјали. Во кукиштето имаме генератори, перки. Ветерната енергија се претвори во електрична. Електричната енергија може да измериме со инструмент наречен амперметр. На амперметрот може да видиме течењето на струјата. На овој модел може да видиме како ветерната енергија се претвора во електрична преку индикаторот сјалир. Електромотор е направа која се користи за претварање на електричната енергија во механичка работа. Во нашиот случај имаме приведени по 1,5 волти, кои преку електромоторот ќе одвижат локомотивот. Сега ќе пробаме еден експеримент со фолија. Дали некој знае зашто е ова вака? Ова е вака бидејќи кога фолијата ја виткаме, џебовите се полнат со воздух, а кога ја виткаме во водата, џебовите се полнат со вода и има поголема густина. Во овој едноставен експеримент ставаме ракавица врз шише и го потонуваме во вода. Додека шишето влегува во водата, притисокот на водата влијае врз воздухот што е заглавен во шишето. Воздухот е истуркан нагоре и ја исполнува ракавицата. Ставаме хартија кога гори во садот.
Ако ставаме балон се Надвор сега има поголем притисок отколку во садот. Овој надворешен притисок го прави балонот, го турка балонот внатре во садот, а потоа го задржува внатре. Што мислите? Што ќе се случи кога ќе ставам пружината на ова стапче? Ова не е погрешно. А што ќе се десе ако ставиме хартија на стапчето? Воздухот колку да е лесен и невидлив, тој сепак има своја тежина. Како што покажавме, тој има своја улога на тежината и на силата. За крај, ве покануваме на место каде што идејата станува форма, а креативноста се претвора во дело. На штандот се изработки по техничко и ликовно образование. Учениците ги представуваат рачни изработки полни со бои, труд и оригинални идеи. Видите ја детската креативност, да ги пофалите младите уметници и да уживате во нивните дела. Ние сме учениците од пето одделение и ова се нашите изработки по техничко образование. Стефан! Ова е нашата викендичка. Ова е нашиот бунар направо. Ова е нашата комода. Комодата. И ова е нашиот камион. Овие се нашите авиони. Ова е нашата формула. И ова е нашата кукичка. За крај, да го слушнеме уште нашиот оркестар. Thank you.
креативноста и љубовта кон учењето. Ви благодариме што бевте дел од нашата програма и што заедно одбележавме овој посебен ден.